Господи Даскалов, се спроведува во општината еден значаен проект, односно како што и вие самите ни кажавте претходно, не е тоа проект, туку еден цел процес, наречен Зелена агенда. Па можете ли, накратко всушност да ни кажете за каков покомплексен процес станува збор? Да, процесот Зелена агенда Милиу Контакт Интернешнл, локалната канцеларија во Македонија, сега го спроведува кај вас во општина Радовиш. Овој проект е само еден вид на продолжување на нашата заложба да во Македонија секоја општина направи свој документ Зелена агенда, кој е многу приближен на локалниот еколошки акционен план, но за разлика од локалниот еколошки акционен план, процесот на Зелена агенда тргнува секогаш од вредностите, и тоа вредностите што се наоѓаат во природата и културата во општината. Милиу Контакт Интернешнл од Холандија го спроведуваше проектот на Зелена агенда или програмата за Зелена агенда на Западен Балкан во периодот од 2007 и завршува сега во декември 2010 година. И тоа во државите Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија, Косово и нормално Македонија. Ние ги правевме првичните зелени агенди во 3 општини, во Вевчани, во Битола и во Делчево, и тие веќе го спроведоа процесот. Документите во сите 3 општини како Зелена агенда, советниците на општините го имаат изгласано и имаат најмалку по еден приоритет изработено од самиот документ. Она пак сега што се случува во општина Радовиш е само едно зголемување на приказната, финансирано од Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање на Македонија, кој го детектира ова како одличен метод да може граѓаните од местото да се вклучат во целиот процес и своите желби, својата визија, можностите кои ги гледаат, проблемите кои ги гледаат во општината, да ги кажат на едно место и во координација со Центар за Целор, да, значи нашата партнерска организација, да сето тоа го комплетираат и го достават како официјален документ до општината. Покрај општина Радовиш, тука се вклучени и општина Гевгелија и самостојно се вклучи и општина Центар од Скопје. Имајќи го предвид вашето искуство досега, да се навратиме први на она што досега сте го следеле во останатите земји, колку можете да кажете дека овој процес, односно овој процес, проект Зелена агенда успешно се спроведува? Процесот на Зелена агенда е навистина метод кој може да биде употребен дури и на една местна или една урбана заедница, како сега што ги викаат, дури на една зграда. Самиот процес е многу интерактивен. Значи, ништо луѓето од страна кои тоа го координираат не можат да го канализираат се додека самите жители, самите граѓани тоа не го кажат дека е нивна вредност или не кажат дека сакаат на тоа поле да работат. Секако дека е успешно и бара многу посветеност, а она што го гледам во Радовиш е исклучително. Значи, секој состанок има се повеќе и повеќе граѓани, сите се мобилизирани и верувам дека ќе имате многу добар документ. Да. Колку можете да кажете дека сте задоволни од она што го слушате како дадени приоритети кои што ќе бидат вклопени во завршниот документ? Ние следите ли тоа? Да, ние не даваме никакви сугестии во тој домен, затоа што никој од нас не живее и не работи во Радовиш. Значи оставате Целор тоа комплетно да го сработи? Оставаме граѓаните на Радовиш, да, односно жителите на целата општина, заедно со организацијата Целор, да го сработат тоа. И тоа е комплетно ваш документ и ваш производ. Да. Потоа, по изработувањето на овој проект, како што и самите рековте, по усвојувањето на истиот од страна на Советот, ќе следува и изработка, односно практична реализација на дел од овие приоритети, така ли? Да, точно. Значи, она што вие ќе го детектирате во работните групи, односно работните групи што ќе кажат дека им е навистина приоритет, имаме мала сума на финансиска поддршка која ќе треба да се вклучи во изработка на еден предлог проект кој понатаму самите граѓани ќе треба самостојно да го изработат и ние тоа го викаме пилот проект. Тоа е нешто што ќе резултира со видливост
на самиот процес како стартна позиција. А подоцна од документот Зелена агенда ќе треба општината заедно со здруженијата на граѓани и граѓаните, секако институциите кои се вклучени во целиот овој процес, да можат да ги разработуваат проектните апликации за одредени програми во зависност од тоа кои приоритети се детектирани во документот. Дали потоа постои услов всушност од каде и кои финансиски средства или преку кои институции ќе треба да се аплицира или тоа се состава на општината во тој дел? Ние сега, да, кој ќе ги финансира истите проекти? Проектите сега треба доправа да се развиваат. Да. И вие кога имате готов проект, само чекате отворена програма на одредена институција, да. Европска унија, да, тоа се отворени конкурси каде што ќе можете, можеби цел приоритет да го разработите, значи самата општина или дел од приоритетот. И тоа е добро за тоа што ми имате идеја, што сакате да постигнете? Фондовите можат и самостојно да дојдат, можат дури да се јават одредени бизнис програми во кои ќе можете да се вклучите или самите бизниси кои се на територија на општина Радовиш да финансираат дел. Да, дали потоа ќе продолжи и поддршката од ваша страна? Да, Милиу Контакт Интернешнл стои целосно позади процесот на Зелена агенда, организациите кои се наши партнери во Македонија и секако стоиме на располагање на сите граѓани. До кога всушност треба да заврши овој документ? Документот треба да биде готов за многу кратко време. Во декември треба да влезе на редовните седници во општина Радовиш. Да. Ви благодарам. Молам.